Христијаните го слават Велики петок, денот на страдањата и смртта на Исус Христос. Скопјани го одбележуваат денот со посети на храмовите со цвеќе, палење на свеќи и молитва. Радосен и тажен ден за секој православен христијанин. Да се поклониме на Бога, да му заблагодариме за све што ни дал. Со Господ сме, еве денеска е строг пост, јас исклучиво денеска сум на пост, не сум на вода, мислам кој што прават, него сум исклучиво на строг пост денеска. Така да, еве, дојдов да се поклонам пред Бога, јајце принесов. Денеска празник, не се работи ништо, затоа дојдовме рано во црква. Нека е среќен празник на сите, убаво Господ да дава и на нас. Денешниот ден е полн со символика. Верниците го поминуваат мирно со пост, сочувствуваат со жртвата на Божиот Син, кој го дал животот за да ги откупи гревовите на луѓето, потсетуваат свештениците. Верниците вапца великденски јајца со црвена боја, што ја символизира Христовата невино пролеана крв. Најстрог постен ден, ден на жалост, која што жалост пак преку задутрешниот ден, неделата се претвара во најголема радост со воскресението Христо. Денес во светите цркви наши православни се извршуваат богослужби во кои што се символизират страдањето Христово преку содржините од Светото Писмо, погребението Христово преку изнесувањето на плаштаницата во таа кујчичка што ја видовте во средината на црквата, што е символ на Божиот гроб. За денот полн со молки и страдање и символиката на Велики петок објаснува и католичкиот свештеник Антон Церимотич. Беше распнат на крстот заедно со уште 20 разбойници. Еден му беше од десна страна, друг од лева страна. И ние знаеме дека Христос го прифати тоа свесно и слободно за нашето спасение. Он е Бог и човек, он можеше тоа да го исклучи, ама сакаше токму да направи таа најголема жртва, да го даруе свој живот и то во големи маки, од љубов кон Бога и кон луѓето. И поради тоа ние денес на посебен начин сме свртени кон крстот како символ на таа голема љубов што Христос ја имаше кон Бога и кон сите нас. Утрото поглаверот Стефан одржа литургија во Скопскиот храм Света Петка. Сите христијани се во очекување на утрешниот ден, кога полноќ ќе го означи воскресението и победата на животот над смртта.